Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски препланево во локалната самоуправа одржа средба со градоначалникот Славчо Џадиев. Се разговараше за актуелните проекти кои општината ги спроведува, но и за оние на кои им престои реализација, како и за проблемите со кои се справува локалната власт. Прва тема што ја дискутиравме беше процесот на легализација, како и најголем дел од општини во Република Македонија, така и општина Велес се соочува со проблемот со тоа што околу 3000 семејства немаат доставено геодетски елаборати за легализирање на куќата, за куќите. Ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните и да ги потсетам дека до 18 јуни е рокот кога граѓаните треба да ги достават елаборатите, доколку не го направат истото, го губат правото на легализација на куќите. Се разговараше и за проектот за водоводни и канализациони мрежи кои се спроведува заедно со Министерството. Џадиев, пак презентирајќи му ги сработените проекти на Јанакиевски, потенцира дека во моментов приоритет се развивањето на индустријските зони. Во тек е интензивно работење на проектот за индустријската зона во Каласлари, каде што исто така изразувам благодарност до Министерството за брзата постапка што ни овозможија да направиме, и во тек завршуваме моментов со индустријската зона Речани. Дефинитивно ќе го добиеме планот за измена и дополнување што го додадовме до Министерството. Исто тоа ги заокружуваме тие два проекти, меѓутоа најавувам зимната година уште еден проект за уште една индустријска зона, тоа ќе биде индустријската зона на потекот под Агрија кланицата, односно кај местноста Бабона. Јанакиевски најави дека овој месец или најдоцна до почетокот на идниот ќе започне најавената реконструкција на железничката станица во Велес, а проговори за иницијативата за воведување на нови автобуски линии на релација Велес-Скопје. На 1 октомври ќе имаме јавен повик за нови автобуски линии, нови компании кои се заинтересирани. Повикот трае 2 дена и очекувам некаде најкасно кон крајот на октомври да имаме нови минимум 5 линии кои ќе паѓаат од Велес до Скопје, и тоа генерално ќе го решиме проблемот на недостаток на превоз од Велес кон Скопје. Џадиев и Јанакиевски разговара и за реконструкцијата на неколку патни правци, како и за локациите на кои е најавена изградба на бензински пумпи. Министерот за транспорт и врски најавува посета и средби со повеќе градоначалници на земјава. Регионална поддршка за инклузивното образование е новиот проект на Основното општинско училиште Васил Главинов. Се работи за проект кој ги олесни условите на учениците со посебни потреби кои учат во ова основно училиште. Проектот за инклузивното образование е поддржан и од локалната самоуправа. За некоја известна сума што ќе бидат опремени кабинети за децата со посебни потреби, а исто така и општина Велес помогна во соработка со општина Велес, помогна да се изгради и една ВЦ кабина која што послужи за децата за посебни потреби, бидејќи досега вакво нешто немало, така да помошта за нив почнува и учебната година така како што треба. Директорката Лилјана Николовска-Коцева вели дека овој проект е многу важен за нивното училиште, бидејќи е едно од ретките училишта во кои наставата ја следат и хендикепирани ученици, а со имплементирање на проектот, условите ќе бидат олеснети и за учениците, но и за наставниците. Овие ученици ја следат наставата заедно со сите другарчиња ученици, меѓутоа има и училиштето работен дефектолог, кој што дефектолог работи со децата, значи на посебни часови, има дополнителна работа со тие ученици таму каде што затајуваат во нивното работење, значи добиваат помош од дефектолошката служба. Тука е целата служба психолози, педагози, значи од која страна, од која помош има потреба ученикот, тој профил работи. Проектот за инклузивното образование во нашата држава го добиле 5 училишта, од кои 2 се средни, а 3 основни. Во Велес Основното училиште Васил Главинов е единственото училиште во кое ќе се реализира проектот на Советот на Европа и Советот на Европската Унија. Елица Николова е назначена за ВД директор на Народниот музеј во Велес.
Таа е дипломиран историчар на уметност, археолог и веќе 25 години работи во музеот. Нејзиното именување се случи веднаш по вчерашната најава на градоначалникот Чадиев дека ќе се бара лице помеѓу вработените во музеот за функцијата вршител на должноста, откако тој вчера го разреши досегашниот приведен директор Петре Костов. Постапката на градоначалникот дојде по поднесувањето на 2 кривични пријави против Костов од страна на Велешката полиција за кражба и за злоупотреба на службена положба. Тој пред 2 дена беше осомничен за кражбата на 2 средбрени монети, тетрадрахма со ликот на Александар Македонски, што се случи пред 2 месеци. Полицијата на Костов вчера му одреди мерка притвор во траење од 30 дена, а за време на попланените часови бил пренесен во истражниот затвор во Скопје. Се очекува наскоро да биде распишан и конкурс за нов директор на Народниот музеј, а до тогаш Николова ќе биде на позицијата ВД директор. Слободни места на велешките факултети се уште има, иако заврши вториот уписен рок, на некои од факултетите бројот се потполни, но на дело останаа слободни места. На дисперзираните студии од Економскиот факултет од Скопје, на насоките сметководство и ревизија, од 2 уписни рока се запишаа 26 студенти, останаа уште 14 слободни места. На факултетот за туризам и гостителство од Охрид, во велес на дисперзираните студии за хотелско-ресторански менаџмент, се запишале 20 бруцоши и заедно со првиот уписен рок потполнат е предвидениот број за оваа струка. Техничко-технолошкиот факултет располага се уште со слободни места, но во факултет на насоката нутриционизам се запишале вкупно 31 студент од 2 уписни рока, а на насоката биотехнологија само 10 студенти. И на двете насоки се примаат по 40 редовни студенти. Единствениот факултет кој потполни својата предвидена квота е факултетот за информатички науки и компјутерска техника, дисперзија од техничкиот факултет од Битола, на кој се запишаа вкупно 54 студенти. Додека пак земјоделскиот факултет со дисперзирани студии по винарство и лозарство во Велес остана без заинтересирани студенти. Третиот уписен рок за прва година, таму каде има слободни места, е на 17 септември. Во Велес годинава има 270 места помалку од толку лани за упис на бруцошите.